Во 10 општини во југоистокот ќе се бира нов претседател, ама во една од нив ќе има и двојно гласање. Ќе се бира повторно и градоначалник. Во општина Ново село на 20 избирачки места жителите ќе бираат нов градоначалник. За градоначалник ќе гласаат 11.634 граѓани, додека пак за претседател 11.301. Разликата е затоа што се пријавили од дијаспората за гласање за нов градоначалник. Во првиот изборен круг за претседател гласале 5544 гласачи или 49% од вкупниот број. Во најголемата општина во југоистокот Струмица ќе се гласа на 80 избирачки места, а право на глас имаат 49.162 граѓани. На 21 минатиот месец од вкупно излегле само 46% од гласачите или 22.792 граѓани со право на глас. Денеска гласаат и граѓаните кои влегуваат во категорија на болни и изнемоштени, но гласаа и оние кои се во казнено-поправниот дом. Граѓаните пак на општина Радовиш ќе гласаат на 46 гласачки места, а право на глас имаат 23.522 гласачи. Во првиот изборен круг излезеноста во оваа општина било 37,22% или гласале вкупно 19.018 граѓани. Соседната општина Конче утре ќе ги отвори 10 избирачки места за 2.703 граѓани кои имаат право на глас и гласаат за нов претседател на Македонија, а првиот изборен круг својот глас го дале 1488 граѓани или 54,23%. Жителите на Василево утре во 7 часот наутро ќе може да го дадат својот глас на 19 избирачки места, а право на глас во оваа општина имаат вкупно 10.446 граѓани, додека пак денеска гласаат 126 болно изнемоштено лице. Во првиот круг во оваа општина излезеноста била 46%, од вкупниот број гласале 4.800 граѓани. 12.163 жители пак од Босилово утре ќе можат да го остварат своето право на глас на 19 избирачки места во општината и населените места, а пак денеска 42 лица веќе гласаа. Жителите на општина Богданци утре ќе можат да го остварат правото на глас на 12 избирачки места, а право на глас имаат 6465 жители, додека пак 3257 лица веќе го остварија своето граѓанско право и гласаа за нов претседател на државата во првиот изборен круг. Гевгеличани утре ќе гласаат на 36 избирачки места, а право на глас имаат 19.242 жители, кои денеска па гласаат болните и затвореници, кои веќе го остварија и своето право на глас, а од Општинската изборна комисија вела дека гласањето тече без никакви проблеми. Во првиот изборен круг, од вкупниот број на гласачи, излегле 11.514 граѓани или 59,84%. Доеранчани ќе гласаат на 9 избирачки места, а право на глас имаат 2755. На 21 април гласале само 1582 граѓани. Според македонските закони, кандидатот за претседател може да победи и во првиот круг, доколку освои 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список, што во првиот круг не се оствари, односно имаше само 41,87% излезеност од вкупниот број на гласачи на ниво на Македонија. Утре ќе се спроведе вториот изборен круг, во кој ќе се надпреваруваат двајцата кандидати со најмногу гласови од првиот круг. Одзивот во вториот круг треба да биде над 40% за гласањето да се смета за важечко. Според Уставот, претседателскиот кандидат треба да има над 40 години и да биде жител на државата најмалку 10 години од последните 15. Еден мандат на претседателот трае 5 години.